Па не е нешто ново. Германија го практикуваше неколку години кога имаше суфицит на производство на електрична енергија. Кај нас, покрај нашите проекти за суфицит на електрична енергија, кога да дојдеме до ефтина од домашно производство енергија, проектот е многу едноставен. Ние имаме огромна кражба на струја, која плаќаме тие кои се плаќаме честно сметки. Со таа тарифата за пренос, загуби во пренос. Тоа е крадена струја, што ја крадат наши сограѓани кои не плаќаат струја. Со овој проект, за да добиеш бесплатна струја, треба да платиш една сметка, последната сметка. Што значи дека секој ќе сака да добие бесплатна струја, секој ќе плати сметка. Тенденција од неколку месеци ќе предизвика 100% наплата на електричната енергија во земјата. Тоа ќе предизвика дополнителни финансиски и позитивни импликации по буџетот, влез на дополнителни средства по данок и така натака, но ќе овозможи да се трне тарифата за пренос на загуби во пренос. На тој начин, тоа некаде во некои сметки, некои семејства имаат 100% изголемување, повеќе од 100%, некаде 30%. Ние одевме на најпесимистичко сценарио, на 30%. Ке се намали сметката на струја, например, од 2000 денари, ке се намали на 1200 денари. Така. Горе-доле, 1400 денари. Која ќе се обезбеди субвенцијата од 1200 денари на реално потрошена сметка по семејство, тогаш од 550.000 отприлика семејства во земја во последниот попис. Македонија годишно ќе потроши 139 милиони евра за бесплатна струја на граѓаните. Но под услов сите да плаќаат струја. Да, тоа е смешна цифра. Тоа е смешна цифра. Луѓето што трошат и 10.000 денари ќе си плаќат разликата. Се зборуваме за просек. Така, за некоја државна помош до некој луѓе. Граѓанскиот просек во моментов изнесуваат 1650 денари по семејство. Во моментов. Зборуваме се за просек, не зборуваме се за некој што трошиме струја по 3-4-5 денари, што имаме дома 10 уреди електронски. Зборуваме за просек граѓански. Со тоа директно ја намалуваме сиромаштијата во земја. А за 139 милиони евра, како да ги дадеме поинаку, само ќе исчезнат и нема да види аер народот. Само ќе се украде. Вака нема крадење. Второ, нема дополнителна администрација. Се ќе оди преку системот на Еванахом, преку постоечкиот систем за наплата, и субвенциите ќе да така. А оние кои нема да ги искористат во цело субвенциите, до 15 февруари наредната година ќе ги добијат неискористените средства на нивна картичка, на нивна трансакцијска сметка. Добро, вака убаво звучи кога се објаснува, кога се зборува, верувате дека така што се реално стварливи, да не се Потемкинови села, нели, да се вети, а да не може да се спроведе. Граѓански устав, бесплатна струја, колку знаеш, толку добиваш претот за образование. За достоинствен пензионер, имате така ги гледав. Достоинствен пензионер и така, работиме по најсиромашните категории, тој во делот на намалување на сиромаштијата. За овие проекти